Ова е уште една хипотека на актуелната власт и на моите студенти и колеги од безбедносните и полициски структури во државата. Ова е хипотека на која они мора да дадат одговор или мора да си одат. Не може да ни се случи упад на терористичка група од 40 терористи во униформи и да не остава тие никаква трага. Најмалку што ќе направија, фала му на Господа што така не е, ќе запалеа караулата во која ги уапсија четворицата бедници кои биле ставени таму како зајаци за отстрел. Ова е акт на свртување на внимание не само од бомбите, туку и од социјалниот набој во кој се наоѓа македонскиот граѓанин, кој се наоѓа на последното стапало на социјалната издржливост во државата која троши огромни средства за се, само не и за она што може да ја подобри вкупната социјална состојба на граѓаните, во кои се ставам сами од себе, а и сите вас што остварувате такви плати какви што имате. Значи, ова е дело на актуелната позиција на власта. Нема човек во оваа држава кој ќе поверува дека ваква каква што ни е опозицијата може да организира покрај тоа каква ни е пак власта која ги грабнала сите полуги на присила во државата да организира еден ваков акт, посебно имајќи во предвид дека таа тамо не е присутна. И уште една работа, имам последни информации денеска. И јас сум еден од тие кој беше извор на тоа дека се подготвува ваков еден настан уште пред месец дена и тоа го објавив на мојот Facebook. Ви пренесувам информација од теренот Ваксинце, Слупчане, Оризаре, Опаје, Липково, Отлја, Вистица до Никуштак и Арачиново и дел од Скопски Чаир, дека албанците нема да застанат никогаш за една оваква плитка провокација која треба да им овозможи на оние кои ги држат во едно на вистина социјално робство граѓаните од албанска и од македонски етникум. Најпосле сметам дека е ред да кажеме дека најголема ангажираност за одржување на мирот и безбедноста на Македонија даде претставителот на Исламска верска заедница, кој рече дека морат институциите да си профункционираат и да го решат проблемот со криминалот и криминализација на власта, а не да се ориентираме кон создавање на можни ексцеси и нарушување на безбедноста, како што е овој акт. Значи, едноставно речено, можете се друго да избришете, за овој акт стои актуелната владеачка структура, која сака да се амнестира од криминалните активности што ги направија во државата.